Почитувани представници на медиумите, добар ден. Ги слушавме премиерот Груевски и неговиот економски тим како ги убедуваат граѓаните дека македонската економија во 2010 година ќе имала раст од 2%. Знаејќи дека никој не му верува, премиерот го користеше авторитетот и угледот на ММФ за да посочи дека ете и ММФ имал исто предвидување како и владата. Од вчера студен туш за премиерот. Владата и ММФ веќе немаат исто предвидување. ММФ не верува во проекциите на владата и дава прогноза за многу помал раст на економијата од само 1,2%. Што би рекол премиерот, ММФ е кредибилна институција со проверени, сериозни економисти. Епа, како сега ќе го објасни ова разногласие? Да биде разочарувањето на премиерот и неговите економисти уште поголемо, предвидувањето на ММФ се поклопува со предвидувањето на СДСМ, што претходно беше соопштено од оваа говорница уште во септември, пресконференцијата од 26 септември. Да заклучиме, сериозните економисти на ММФ размислуваат различно од владата, а исто со СДСМ. Ќе го повториме нашиот став. Сиромаштијата во Македонија нема значително да се намали без оглед дали растот е 1 или 2%. Проблемот е во тоа што оваа влада има погрешен економски концепт, лоша реализација и нема идеја за побрз излез од кризата. Народски, владата не ја бива. Очигледно е дека тоа се повеќе го сваќаат и бизнисмените. Впечатокот за тоа дека владата нема идеи не може да го променат ниту мерки како што е продажбата на неизградено државно земјиште по почетна цена од 1 евро за метар квадратен. Демек, ќе има јавно надавање и секој можел да учествува. Граѓаните треба да знаат. Тоа е мерка наменета за однапред познати купувачи на кои владата сака да им направи услуга. Затоа, после донесувањето на мерката, владата забрзано објавува повици за јавни надавања за продажба на неизградено државно земјиште на атрактивни локации и дава многу куси рокови за поднесување на понуди. Зошто се толку куси роковите? Кој сериозен инвеститор ќе изработи проект, ќе ги направи сите потребни подготовки и пресметки и ќе даде понуда за помалку од месец дена? Целта на владата е јасна: да се елиминира конкуренцијата, земјиштето да заврши кај оние инвеститори што досега биле вклучени. На владата веќе не е важно да го продаде државното земјиште по повисока цена. Сега е важно само да го собере она што може да се собере во моментот. Тоа е веќе логика на влада што знае дека ќе ги изгуби наредните избори. Благодарам. Дали имате прашања? Не е прашањето на инвеститорите, прашањето е на политиката на владата и што се крие позади мерката на владата. Не. Значи не е прашањето да ја дадете можноста. Зошто потоа можноста ја кратите за 20 или 30 дена? Ако сакате тоа да го возможите, тоа што треба да дадете многу подолг временски период, за да сите заинтересирани потенцијални инвеститори, кои што на таа конкретна локација би сакале да градат хотел или нешто друго, да имаат време добро да се подготват и потоа да дадат соодветна понуда. Ако вие рокот за поднесување на понуди го кратите на 20 или 30 дена, тоа значи дека вие веќе знаете кој ќе ви се јави на наддавањето. Дали има некој друго прашање? Благодарам.